Трета благодет, која спомнува, која е вредна и човек да биде благодарен на таа благодет, ел-мал, имот, богатство да имаш. Кое богатство ќе го имаш, како што вели Алија ради Аллаху анху, да имаш оној кој му Аллах му дал богатство, треба да знае дека тој е од Аллах. И треба да помага. И треба да одржува роднински врски. И треба да биде корисен. И треба да остави дела за него. Во хадис Тирмизи, хадис од Аиша ради Аллаху анха, во време на пејгамбер алейхи селам, во куќата на пејгамбер се закла овца. Пејгамбер излезе надвор некаде и после едно време се врати дома. И ја праша на Аиша. Аиша која била? Ради Аллаху анха, Аллах да ја задоволен со неа. Неговата сопруга Аиша. Рече, Аиша, што остана од овцата? Рече, ја Расулаллах, Аллах пејгамбере, ние заклавме овцата и се поделивме освен плешката. И пејгамбер рече вака, валлахи. Рече, цела овца остана освен плешката. Што? Се што ќе го дадеш, тоа е твое. Се што ќе го задржиш за тебе и ќе го изедеш, тоа не е твое. Затоа блажен оној кој ќе го пушти имотот, добрите дела да го пречекаат, кога цела фамилија ќе ти сврте грб и ќе ти фрли лопата во гробишта, а тоа богатство и тие добри дела ќе останат со тебе во гроб да те чуваат и да те штитат. Зошто богатство? Богатство е оружје на верникот. Рекол Суфјан ет-Таури, вика во денешно време богатството е оружје на верникот. Зошто? Прво, верникот не е зависен, не се подклекнува, не се понижува, има своје ја. Верникот е корисен, верникот е јак, верникот прави добри дела со неговиот имот. И верникот може да купи дженнет со неговиот имот. Осман ради Аллаху анху, која го секој пат имало фитне, ја обкружиле неговата куќа мунафици. Ја обкружиле неговата куќа мунафици, сака да го убијат. И го убиле на Османа. И тоа тој читал Куран. И крвта негова паднала на курански ајет во суре Бекаре, фасајакфикахумуллаху ваху ес-самиул алим. И Аллах ти е доволен тебе против нив. Рекол, зарем сакате да ме убиете? А јас сум човек за кој пејгамбер ми гарантирал дженнет. Како пејгамбер гарантирал? Да. Пејгамбер гарантирал дженнет. Во Медина немаше вода. Пејгамбер рече, кој ќе окупи тој бунар, луѓето пијат вода, му гарантирам дженнет. Осман рече, јас со неговите пари купи бунар да пијат муслиманите. Гаранција од пејгамбер за дженнет. Постоеше битка на Тебук, требаше оружје, камили, сабји. Пејгамбер рече, кој ќе спреми војската за Тебук, му гарантирам дженнет. А како се спрема војска? Со пари. Како се држи џамија? Со пари. Како се држи една куќа? Со пари. Ама пари како? Свест. Човек што дава за Аллах. Дури пишува во таа битка, дека и доаѓаат луѓе кај пејгамбер во суре Маиде. Ва ајунухум тафиду мин ед-дами. И дека и нивните очи солзат, бидејќи немаат со што да учествуваат во битка на Тебук. Значи, луѓе сакале да помогнат и да учествуваат во битка на Тебук далеко 900-1000 километри. Треба камила, треба вода, треба сабија, патување, треба храна. И вика во Куран, тафиду, и нивните очи солзат, бидејќи немаат што да поделат или да земат учество. Затоа рекол пејгамбер саллаллаху инне ли кулли умметин фитне, во фитнету уммети ел-мал. Тоа хадис Тирмизи, хадис сахих. Секој народ имал испит, искушение, а испитот, искушението на мојот уммет ќе бидат парите. Што? Некои луѓе со пари ќе влезат во џеннет, а некои луѓе со пари ќе влезат во џехеннем. Како? Оној кој е свесен дека од Аллах, е за Аллах, од Аллах, за Аллах, кај Аллах, оди во џеннет. Оној кој мисли дека од него, за него и тој што сака ќе прави, тој оди во џехеннем. Затоа Аллах го вели: "Ва атухум
min mali Allahi alladhi atakum, i dадете им од она што Аллах ви дал. Значи све што имате е од Аллах. И богатството, и здравјето, и расете, и способноста, и вештината, и интелигентноста, и остроумноста, све што имаш од Аллах. Тој ти дал и тој бара да дадеш за Аллах азза ва джелле. Го прашале на имам Ал-Асмаи, роден 121 година во Басра. Бима јетеџемел меру фи дуња. Човекот со што да се украси на овој свет? Што е најдобро човек да се украси на оваа дуња? Со одело небе? Одело ако ти е лична душа рџава, вреди нешто? Ако одело ти е чисто, а душа валкана. Рекол, биен, прво што човек треба да се украси е знаење, наука. Човек што знае, валла, и знае како да зборува, човек што знае, знае да се плаши од Аллах. Човек што знае, човек знае да има карактер. Второ, ако нема знаење, феби малин, нека се труди, нека спечели богатство, да биде корисен. Ако нема богатство, феби едеб, нека има култура, нека има ахлак. Ако нема знаење, нема потоа богатство и нема карактер, вика фасаика, нека се спушти молна од небо, нека го изгоре. Ако човек нема вера, нема карактер, нема добро однесување, тога за него подобро е да е под земја, отколку на земја.